Друштвото за производство и услуги Боров дол од Радовиш со писмо до партијата Дом на Лилина Поповска побара од неа јавно извинување и повлекување некако што стои во дописот, а пренесува Исток прес за навредливата и клеветничка изјава објавена на пресконференција на Дом. Изјавата на пратеничката и лидерка на Дом Поповска е полна со неточни факти, дека се отвора уште еден рудник на смртта меѓу Штип, Радовиш и Конче. Неточно, неаргументирано и крајно злонамерно е нејзиното тврдење дека рудата од Боров дол би се лужила со сулфурна киселина, директно со отворен базен на планината, што воопшто не е точно. Уште еднаш укажуваме дека во Боров дол би работел само отворен површински коп од каде би се вадела бакарната руда и со транспортна трака истата би се транспортирала до рудникот за бакар Бучим, а би се преработувала во постоечката флотација која работи успешно 38 години. Во писмото понатаму се наведува дека основната идеја со Боров дол е да се продолжи работниот век на рудникот Бучим, каде рудните резерви завршуваат во 2020 година, а со ставање во функција на Боров дол, работниот век на единствениот рудник за бакар во државата се продолжува до 2032 година. Очекуваме Дом јавно да ја повлече својата изјава и јавно да ни се извини како што јавно неаргументирано не наклевети и навреди бараат од Боров дол. Писмото покрај тоа што е испратено до Поповски и нејзината партија Дом, лиферувано е и до градоначалниците на Радовиш, Кончи и Штип, општини кои според управителот на фирмата Николајчо Николов ќе почувствуваат финансиски бенефити од работата на Боров дол, каде ќе се отворат 200 нови работни места.